Не секогаш имаме идеја што да појадуваме. Во тек се великденските пости, па голем број од христијанските граѓани и постат во овој период. Ние ова утро ве поздравуваме од Гоџи, каде што навистина тука може да се најде спој на уметност и здрави состојки кои што ги подготвува токму Анастасија, со која што ова утро ќе разговараме повеќе за тоа што сочинуваат постните појадоци, но и токму таа ќе ни подготви еден постен појадок. Анастасија, ќе ви посакам добро и убаво утро, ви благодарам што веќе ги отворивте портите на Гоџи ова утро за екипата на Алфа телевизија и што со нашите гледачи ќе споделите еден постен рецепт. Како се инспирирате, Анастасија, пред се да ве прашам за сите рецепти, за сите работи кои што ги имате и ги подготвувате сами во Гоџи? Добро утро да ви посакам и на вас. Добре дојдовте во Гоџи. Многу ми е драго што повторно сме овде, сега со еден убав посен рецепт од нашето мени. Вака најчесто експериментирам прво во сопствената кујна, во нашиот дом. Обично пробувам да создадам некои едноставни рецепти од тоа што го имам дома, а дома секогаш се трудам да имам намирници кои можат да се комбинираат, се со цел да содржат и некои сложени аглехидрати, здрави масти, протеин, па така си комбинирам некој оброк, доколку тој оброк е вкусен, тогаш давам да го пробаат и други луѓе, ако им се допаѓа на поголем број, тогаш се обидувам да го истиот да го правам и во Гоџи. Така, што е она што ќе им дадеме ве предлог за појадок ова утро на гледачите, што се одлучиве ти да подготвиш од она што го има нели на менито во Гоџи? Да, се одлучив да го направам постниот киноа оброк, бидејќи сега сме во текот на великденските пости, па голем дел од граѓаните, како што кажавте, постат. Најпрво ќе направиме постната варијанта, а имаме и варијанта со грчки јогурт. За после постите или за оние кои не постат моментално. Така, што сочинува, кои се состојките, што се ќе вклучи овој појадок или оваа ужинка? Вака, имаме основа. Основата е од киноа, ореви и лешник. Исто така се користи и мелено ленено семе. Оваа комбинација се става како основа, потоа се додава во постната варијанта ќе додадеме еден како фил, кремаст фил, кој е од банана и растително млеко, додека во варијантата со грчки јогурт се меша со лимун и урми, за да добие малку сладкост. Тој се става како кремаст слој, а одозгора посипуваме со шумско овошје и банана. Да, навистина вака многу вкусно звучи. Што се друго имаме постно во менито на Гоџи? Голем дел од работите кои што ги имате овде и за ужинка, но и како појадок се постни, но и се многу здрави. Да, така е. Речи си, целото мени на Гоџи е постно, сите сладки, путерот од јатки, гранолата, се е постно, единствено оброкот со грчки јогурт не е постен. Исто така, постни се сите бомбици, постни се барчињата, сникерс барчето, малина барчето, сите торти кои ги приготвувам се постни и чија пудингот исто така е постен. Значи, буквално се на менито е постно. Да, за сите оние кои што постат можат да дојдат во Гоџи да си вкусат некоја здрава ужинка. Анастасија, повели со она што ќе го подготвиме, нели, ова утро, односно ти ќе го подготвиш. Јас само може да гледам, нели, и да научам нешто од тебе. Со што почнуваме? А сега ќе почнеме најпрво со постниот оброк, каде што ќе направиме основата. Ако што кажав, основата е истата и за оброкот со грчки јогурт, па ајде да почнеме од неа, па ќе ја поделиме во два различни сада и во едниот ќе го направиме постниот, а во другиот оброкот со грчки јогурт. Сега најпрво, бидејќи подготвуваме два оброка, ќе ставам околу 8 лажици киноа.
Во киноата ќе додадам 2 лажички ленено семе, значи по една од оброк. Мелено ленено семе за подобро да се искористат нутритивните вредности од него. Сега, овие јатките ќе ги исцецкаме да добие мала крцкавост. Сега убаво промешуваме. И за да добиеме малку сладкост, ќе додадеме сечкани урми. Урмите се добар извор на природен шеќер. Значи додаваме околу 4 урми. Убаво промешуваме да биде еднаква смесата. Доколку некој сака, може да додаде и друго сушено овошје, пример брусница. Само да не биде во големи количини, сепак да биде балансирано. Сега ова ќе го поделиме во вака јас за да прикажам, во овој сад ќе го правам она со грчки јогурт, посниот оброк ќе го правам во ова, се со цел да инспирирам некој ако сака да си подготви за носење, во сад за носење, пошто ова е многу лесно пренослив оброк. Ја делам смесата на половина за двата оброци, од прилика исто. Сега за посниот оброк, овде имам банана и растително млеко. Конкретно овде е млеко од индиски орев, кое јас го приготвувам, значи можете да ставите и купечко или да ако вие си подготвувате домашно, да искористите домашно, што секогаш е подобра варијанта, бидејќи знаете што си користите. Ова ќе го ставиме во посниот оброк. Можете слободно ако сакате и погуста смеса да подготвите. И за крај во посниот оброк ќе додадеме шумско овошје. Банана веќе имаме во кремастиот дел. Може околу 50 на грама црвено овошје. Знаеме дека црвеното овошје е многу корисно, полно со антиоксиданси, добро е за имунитетот, за кардиоваскуларното здравје. Значи, ово е подготвен, само ќе додадам и малку цимет. И за вкус, и ги знаеме бенефитите од циметот, тој го контролира нивото на шеќерот во крвта исто така. Сега ќе продолжиме со делот со грчки јогурт. Овде имам 150 грама грчки јогурт и во него имам додадено 1 или 2 лажици лимун, кој колку сака да биде киселкасто. Исто во овој дел ќе додадам цецкана урма. Доколку некој сака може да го приготви исто така со мед. Урмата може и да се испасира, за да биде воедначена смесата. Меѓутоа, сега е вака избрав да ја направам сецкана. Ова добро да се промеша. Мене ми се допаѓа вкусот на урмата вака кога е цела, а слободно за покремасто да биде, воедначено. Вие или испасирајте, или мед додадете. Ова ќе го ставиме врз основата со киноа.
Сега во овој оброк со грчки јогурт ќе додадеме сецкана банана. Во претходниот, бидејќи ја имаше во филот, не ставивме. Сега овде ќе сецкаме пола банана, е сосема доволно за еден оброк, бидејќи веќе имаме и урми. Ќе додадеме бананата. Повторно ќе додадеме од шумското овошје. Чекај, и повторно ќе додадеме од шумското овошје 2 пати. Видовме дека за кратко време, за 10 минути, може да подготвиме дури две варијанти на оброк, доколку претходно сме подготвени. Еве, само да кажам дека киноата пред да се вари, потребно е да се покисне од вечерта, да си можете слободно да си направите поголема количина, таа стои неколку денови сварена во фрижидер, така да, еве пример, наутро можете на брзина да си ги склопите сите состојки и да си имате еден оброк богат и со сложени јаглен-хидрати, и со протеини, со здрави масти од јатките и од лененото семе, а исто така и богат со антиоксиданси и природни шеќери од овошјето. Исто така овој оброк е богат и со витамини и минерали. Да, навистина брзо се подготвува. Анастасија, ти благодарам за одвоеното време и што еве со гледачите на Добро утро секое утро несебично сподели рецепт од она што се наоѓа на вашето мени во Гочи. Ви благодарам. Ви благодарам и вас, се надевам дека ги инспириравме гледачите да почнат да си прават здрави оброци и секогаш да знаат дека не мора тоа да им одзема многу време, а секогаш ќе бидат и полни со енергија, ќе појадуваат и нешто здраво и вкусно. Драго ми беше што денес бевте кај нас да ви подготвам дел од нашите оброци.